Владата нема да прифати адхок изнудени решенија за зголемување на минималната плата како што тоа се правило во претходниот период, во полза на едната, а на штета на друга страна, особено не политички уцени и притисоци преку одредени синдикати. Ова е ставот на заменик министерот за економија Маријан Ристевски, кој што потенцираше дека токму поради таквите решенија во минатото, без реална издржливост и без консултации со Министерството за финансии, биле направени нефер и штетни договори. То денес во јавниот сектор со различни колективни договори, правилници, други одлуки во различни институции имаме неправда према голем број на вработени. Исти вработени на исти позиции во различни институции да земат различна плата и тоа мислам дека е направена една голема неправда за одреден дел од вработените во одредени институции. Исто така да напоменам дека има период од една година да седнат со работодавачите да се договорат, имаат период скоро од една година да го прифатат она што како колективен договор е понудено од страна на владата со тој репрезентативен синдикат за зголемување системско на платите во јавната администрација, од која причина тоа не го прави ССМ и УПОС, тие најдобро го знаат. Ристевски истакна дека синдикатите требало да се вратат на преговарачка маса наместо да протестираат, затоа што во делот на јавниот сектор имале добро понудено решение, а за преговорите со приватниот сектор, тие како влада ќе прифателе се што ќе се договорат двете страни. Интенцијата на ова влада е да растат платите во Македонија, али врз основа на реални параметри и се она што му е понудено на маса е врз база на тие реални параметри, каде што очекуваме во наредните 2 години и 3 месеци да имаме 40% зголемување на платите во јавната администрација, меѓутоа и во приватниот сектор, без при тоа да направиме несакани политички интервенции и турбуленции во економијата во Македонија. Ристевски истакна дека треба да се направи нов општ колективен договор во јавниот сектор кој што бил истечен веќе 2 години, а требало и нов општ колективен договор и во приватниот сектор, каде што немало таков повеќе од 2 децении.